Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Само да го имав тоа, што и да е тоа. Ми недостига нешто. Како во светот можам да го добијам тоа? Нешто недостасуваше во животот на младиот управник, иако никој не го забележа тоа. Тој беше успешен, добро изгледаше и беше многу богат. Но нешто му недостасуваше. И тој го знаеше тоа. Може ли тоа да недостасува и во твојот живот? Тој немаше мир во врска со тоа. Како да го добие? Исус требаше да го знае одговорот. Учителе добар, што треба да направам за да добијам вечен живот? Тоа беше она што недостасуваше. Вечен живот што почнува со вера во Исус и продолжува на небото од кога ќе умреме. Го сакаше тоа. Ако сакаш вечен живот, тогаш исполнувај ги заповедите. Не кради, не врши прелюба, не лажи, не убивај, почитувај ги татко ти и мајка ти. Ги исполнувам тие заповеди целиот мој живот. Дали можеш да го дадеш тој одговор? Тогаш продај се што имаш и раздели им го на сиромашните луѓе. И дојди, следи ме. Кога младиот управник го слушна тоа, беше многу изненаден, зашто беше многу богат. Тажен се сврти настрана. Парите му беа многу поважни од Исус и вечниот живот. Не може ли човек да биде богат и се уште да го следи Исус? Се разбира. Прашањето повеќе е што е на прво место. Ајде да направиме еден експеримент. Зашто служи свеќата? Ја споредувам свеќата со Исус, кој е светлината на светот. Може ли да ја запалам? Гори многу убаво. Што ќе се случи ако држав банкнота од 1000 денари пред свеќата? Парите ќе ја скриеа светлината. Сватив, парите му биле највисока вредност, а Исус бил на второ место. Тие го одвојува од Исус. Можеше да заврши поинаку. Сега ќе ги ставам парите зад свеќата. Сега Исус е на прво место, а парите светкаат. Гледаш ли колку е важен редоследот на приоритетите? Во животот на богатиот млад управник, парите биле на прво место. Поради оваа причина, колку што знаеме, го пропуштил вечниот живот на небото. Многу е лошо што неговата приказна завршила така. Се надевам дека твојот живот со Исус ќе има среќен крај. Продолжи да се прашуваш дали има нешто во твојот живот што е пред Исус. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!